Не бе, се снима това как така. Снима се всичко. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, предлогот на Александра. Не. Ја се збор. Коригира го. Дали некој друг бара збор? Повели Александр. Барам корекции во измените за Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој. Томе Георгиев останува председател, Мујмин Дестинов член, Дарко Спасовски член, Силвана Атанасова член и Стојан Ташев член. Благодарам. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоен предлогот. Преминуваме на точка 2. Предлог решение за формирање на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа. Дали некој бара збор? Повели Александр. Предлог решението за формирање на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина ги предлагам Суза Коцева за председател, Таип Демиров член, Александра Николова член и Александра Георгиева член и Томе Георгиев член. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, предлогот на Александра Николова го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот на Александра Николова. Точка 3. Предлог решение за формирање на Комисија за општествени дејности. Дали некој бара збор? Повели Александра Николова. Како предлог решение за формирањето на Комисија за општествени дејности, тука го предлагам Војо Џингарски за председател, Роберчо Манасиев член, Маријана Делјанова член, Дарко Спасовски член и Орце Панчев член. Благодарам. Благодарам. Предлогот на Александра Николова го... Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, предлогот на Александра Николова го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 4. Предлог решение за формирање на Комисија за земјоделие и заштита на животните и растенијата. Дали некој бара збор? Повели Александра Николова. Од точка 4, како предлог решение за формирање на Комисија за земјоделие и заштита на животните и растенијата, тука го предлагам Роберчо Манасиев за председател, Миле Митевски член, Јомер Мустафов член, Томе Георгиев член и Орце Панчев член. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 5. Предлог решение за формирање на Комисија за статут и прописи. Дали некој бара збор? Повели Александра. Од точка 5, како предлог решение за формирање на Комисија за статут и прописи, го предлагам Војо Џингарски за председател, членови Роберчо Манасиев, Суза Коцева, Стојан Ташев и Александра Георгиева. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 6. Предлог решение за формирање на Комисија за јавна безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита. Дали некој бара збор? Повели Александр. 6 точка. Предлог решението за формирање на Комисија за јавна безбедност и безбедност на сообраќајот и противпожарната заштита. Тука го предлагам Таип Демиров за председател, Томе Георгиев член, Дарко Спасовски член, Мујмин Дестинов член и Стојан Ташев член. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 7. Предлог решение за формирање на Комисија за еднакви можности. Дали некој бара збор? Повели Александра. Точка 7, како предлог решение за формирање на Комисија за еднакви можности, ги предлагам Суза Коцева за председател, членови Силвана Атанасова, Александра Николова, Маријана Делјанова и Александра Георгиева. Благодарам. Дали друг бара збор?
Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 8. Предлог решение за формирање привремена комисија за изработка на предлог програм на Това заедно бе? Да. На предлог програма за работа на Совет на општина Василево за 2026 година. Дали некој бара збор? Повели Алесандра. Точка 8 како предлог за формирање комисија за програма за изработка на работата на Советот на општина Василево за 2026 година го предлагам Војо Джингарски за председател, членови Миле Митевски, Томе Георгиев, Силвана Атанасова и Александра Георгиева. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 9. Предлог одлука за определување на членови на Советот на општина Василево да учествуваат во постапка при склучување на бракови во општина Василево. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 10. Давање согласност за паралелки под законски минимум за учебната 2025-2026 година во основното училиште Атанас Нивичански, село Нова Мала. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, повели Стојан Ташев. Само. Сакам да прашам врска со подрачното училиште Чанаклија. Гледам тука барање согласно за паралелки. Од прво до трето деление има 4 ученика. Сакам да прашам и од четврто до пет и пето деление има комбинирана паралелка со 4 ученици. И тоа паралелки со 4. Колку биле трошоците и колку учители би требало да се вработат за да можат да ги учат тие деца? Кој бил трошок на општина Василево или дали може тој број на ученици да биде префрлен во централното училиште или подрачно училиште Добрашинци или во Нова Мала? Благодарам. Благодарам. Сега ќе ви одговоря. Значи вака, јас би одговорила на прашањето. Ние сме влезени како училиште во физибилити студија за едносменско работење. Тоа значи 5 до 6 училници треба да се изградат во Атанас Нивичански и тогаш учениците од Чанаклија би биле примени кај нас, со тоа што немаме нови вработувања, туку имаме веќе наставници пред пензија, дел од нив точно од Чанаклија, значи веќе наредната година треба да одат во пензија, како и да е. Значи сите нив ние треба да ги згрижиме во централното, со тоа што би требало да обезбедиме посебни услови согласно законот. Тоа значи продолжен престој, оброк за децата, превоз. Секако би имале трошоци, ама се работи на сето тоа. Инаку, да, малку се и затоа се во комбинирана паралелка. Прво и трето, четврто и пето. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Да, Повели Стојан. благодарам. Гледам подрачното училиште Добрашинци и таму мислам се учи во една смена. Вака. Во една смена и четврто одделение има 5 ученици. А тука има од четврто до и пето одделение 4 ученика, значи вкупно ќе бидат 9 ученици. И по извештајот што гледав има отсутни од четврто, мислам од трето и пето, од четврто и пето одделение има преку 1000 оправдани изостанци. Значи има многу деца отсуството од настава, многу често. Значи бројот на деца кога ќе поделиш на оправдани и неоправдани излева секој ден да има на пола деца на школа. Така што имам, мислам, извинете, още втора седница нема искуство таа работа, па затоа се питувам што и како. Благодарам. Благодарам, повели директорски. Значи, изостаноците станува збор со жива материја, тоа се деца, значи болести, независно, дел од нив, тие што не посетуваат настава, ние сме должни да ги пријавиме на просветниот инспектор. И тоа го правиме секој месец од 1 до 5 во месецот, така да сето тоа оди редовно
И инаку овие бројки што ги имате, тие доаѓаат редовно на училиште. Сега што ги имаме. Благодарам. Благодарам. Дали друг бар збор? Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот годишниот извештај на давање согласност за предлог. Преминуваме на 11. Годишен извештај за работа на Основното училиште Атанас Нивичански, село Нова Мала, за учебната 2024-2025 година. Дали некој бара збор? Повели директорка? Не. Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Орце? Само една такова. Директорки, веќе не пишајте село Ново Мало. Ти села не постојат, населени места има веќе. Гледам туку точката С пише. Това го тргнете од извештаите од програмите. Населени места. Преминуваме на 12 точка. Годишен извештај за работа на Основното училиште Гоце Делчев Василево за учебната 2024-2025 година. Дали некој бара збор? Повели директор. Ако има некој прашање? Јас сакам да прашам само во врска со вика во прилог за извештајот на годишниот извештај на Општинско училиште Гоце Делчев Василево. Прилог, анекс на годишна програма за работа на училиштето за учебна година 25-26 во електронска верзија. Значи, кај нас, советниците од СДСМ, нема стигнано никаква електронска верзија, CD, никакво, значи, на кој начин сакаме да видиме како и шо. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Повели градоначалниче. Значи, това е веројатно пропуст на администрацијата, со Сања ќе видиме зашо не е дадено. И Зора, не ли ти даде на тебе? Од седе нема ли? Нема. Добро, ако сакате, дополнително општината не е проблем да го добиете. Меѓутоа пропуст е тоа на администрацијата. Најчесто тоа од седе за тоа да не трошиме хартија. И сега ние нашата намера е теку на тај советнички мандат и вие што сте советници да го направиме електронски советоти. Гледате, стварно непотребно трошиме хартија. Дали ќе обезбедиме лаптоп или таблет или било како, за да може и да биде веќе 21 век. Тук со хартија да не се замараме. Това не е желба. Сега тук е пропуст това со седето. Значи, извинуваме се од име на администрацијата. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 13. Финансиски извештај за работење на јавното предпријатие за комунални дејности Турија, Василево, за третото тромесечие за 2025 година за период од 1.1.25 до 30.9.2025. Дали некој бара збор? Повели сте. Благодарам, председател. Имаме го миналниот извештај за ЈП Турија, видиме дека е во негативна, мислам, во минус на работењето за тие 9 месеци, сега гледаме дека е во позитива. Значи, позитивата се должи на тоа што има голем приклучок на канализационната мрежа и во иднина се надеваме дека комуналното предпријатие ќе се стабилизира. И сакам да прашам градоначалник дали има план да се обнови возниот парк за собиран комунален смет за Василево. Благодарам. Мислам општина Василево. Благодарам. Повели градоначалник. Благодарам на прашањето. Председателе, почитувани советници, значи и во изборната програма, ако ја погледнете, имаме ветено набавка на нов камион за собирање на смет, кој што е и поголем од постоечките, со 8 кубика, мислам. Тендерската постапка завршува или е завршено, Габи, како беше? Тие денови, значи можно е до среда, мислам, до утре да заврши. Имаме ние една тендерска постапка, што значи, сакам да кажем, во дело на набавка на ново комунално возило е
било приоритет и у претходниот мандат, меѓутоа тендерска постапка не успеа, бидејќи Симпекс Битола понуди цена за возилото што е 1 милион поголема од нашата предвидена во буџето сума и нели по закон за јавни добавки не можеме да ја избереме. Фати изборниот период, не можеме да ја повторам, фактички ради изборите еден месец и каснееме со нова набавка, меѓутоа еве веќе набавката е при крај, да не кажем утре ќе се отвара или петок. Важно е ваа недела е, утре, 12 утре е така. Што значи многу скоро, ако е се оред утре, ќе добиеме ново комунално возило и мислам дека со тоа возило ќе се намалат и трошиците, бидејќи 8 кубика, а со 6 е различно. Нели ќе може и повеќе да товарат за да го носат, да не се враќат например од 5 пати, еден пат да намалат со возењето, ќе значи за комуналното тоа. Целта ни беше, тоа е обезбеден грант инаку од UNDP, преку форумите што ги организираваме во Мистон. Имаме ние наше учество околу милион и нешто средства, другите средства се од UNDP. Значи, како резултат на активноста на администрацијата и на претходните советници и на градоначалникот, успеаме да го обезбедиме това ново возило. Меѓутоа не застануваме тука, ние сме во преговори со словенска општина да ни се донира още по-големо возило од 12 кубика. Ако тоа успее, ќе биде веќе решен целосно проблемот со возниот парк во комуналното во дело на собирање на смет. И имаме најава за уште едно возило, значи ка нема сега повеќе возила ќе се појава затоа од Министерството за животна средина за идната година. Тоа ќе биде за проект за сите општини. Значи веројатно треба да добиеме сите општини во југоисточниот регион 10 по едно ново возило од Министерството за животна средина. Со тоа ќе го решиме дело на возниот парк. Сега ќе остане само дело на вработените во дело на собирање на смет, кој што го имаме секаде тај проблем. И јас почесто го кажувам и на средби со граѓани и било дека, значи, еве и тука сте вие советниците, без разлика која политичка партија, ако има некој кој што познавате, а сака да работи во тој дел, слободно да го доставате до нас, за да може да биде вработено уште утре. Значи, конкретно на прашање, тоа е столе. Значи, ќе имаме добар возен парк во многу скоро време. Благодарам. Благодарам, гранчалник. Дали некој друг бара збор? Колку кажа гранчалникот и веќе што беа нели возилта, сак има малку повеќе. Дали се размислува за селекција на отпад? Благодарам. Повелјор, гранчалник. Добро, тоа е веќе идеално решение према кое треба да стремаме како општини сите во Македонија. Во моментот во Македонија има неколку општини што това го прават. Јас колку што сум запознат е Гевгелија, мислам дека е Прилеп оддамна. Други не се сеќавам, меѓутоа како што кажах на почетокот, тоа е идеално решение кон кое што треба се стремаме, меѓутоа за да го реализираме, нели треба и финансиски средства и треба за секое домаќинство по 3 канти, нели за различен вид на ѓубриво. Меѓутоа не може да кажам дека и нема да се реализира, а да кажем дека ќе биде временска рамка, не можем и това да го кажем, бидејќи реално немаме обезбедно средства за таква активност. Тоа ќе биде најдобро за нашата општина да се реализира, секако и за било која општина друга. Меѓутоа, пак ќе кажам, за тоа ќе треба финансиски средства. Нашата ситуација на општината сите знаете и ние можеме да обезбедиме канти за 1-2 населени места, меѓутоа за цела општина тешко да се направи во моментот тоа. Како што гледаме и донаторите кои што оперират во Македонија, целот кон таа ситуација да може да се права селекција, ние сме спремни како администрација да аплицираме исто и да може да добиеме. Тука ние може да искористиме можеби во наредниот период, бидејќи депонијата во Добршинци ќе биде проект на Министерството за животна средина и секој ние ќе има предност. И многу ќе зависи тука, нели, јас како градоначалник, вие како советници и администрацијата, како ќе се поставаме во преговорите со Министерството за животна средина, за да може да действуваме максимум, бидејќи сепак ќе биде на наша територија и јас уште кога станах градоначалник минатиот мандат 21 имаме состанок со претходната министерка за животна средина, тогава беше она државен секретар на Министерството за животна средина Каја Шукова
и сите градоначалници бееме там. Јас си кажах отворено дека за да биде изградена таа депонија во Василево, во Доброшинци, ќе мора ние како општина Василево да добиеме посебни бенефиции различни од другите општини што ќе ги добият, бидејќи сепак ќе биде на наша територија, ама за това ќе одлучуваме сите заедно во наредниот период. Веројатно ќе падне терето на тај совет и на мене како градоначалник, ако ажурноста оде како што треба да оде за дел на депонијата. Сакам да кажам, тај процес е започнат од тоа време, на времето на Каја Шукова, и денеска се тере. Продолжен е процесот, треба да биде современа депонија и тај камион што ќе го добијат секоја општина баш од тај проект. Благодарам. Благодарам. За Пеперево да спомнам. Значи, колку што е територијата на населеното место, толку има и територија зафатено со отпад. Това е страшно. Јас минам там стално и по повеќе пати. Значи, неконтролирано имаме отпад од градската средина, да кажеме, со градежен шут, што загрозуват многу повеќе. Значи, нема контрола на поголемите фирми, што они заработуваат, а на нас нека загадуваат животната средина. Јас ќе се потрудам и понатака преку невладиниот сектор и заедно со вас сите да направиме една поддлабока, да направиме еден пилот проект, за да бидеме, не да чекаме само пример од некој, да бидеме малку и први околу некои работи и да им преточиме у тим знаење и може да работиме. Јас и у програмите за образованието би предложил, значи, на самите деца да им се објаснува заштита на животната средина и у околината у која живееме. Ако нас това не интересира, ние Скопје и да биде изградено, ние може ќе посетаме у годината еднаш или два пати. На нас не е битно, кажи го, нашата животна средина. Благодарам. Благодарам. За Пеперево има го програмата за депонијата да се чисти и ќе се чисти. Значи, добрата е идејата. Јас се надевам сите советници како орца да бидат активни од делу на поддршка, планови, идеи, за да може сите заедно да направим нешто добро. И това, ако се изчисти, ќе биде за сите, без разлика и на вера, и на нација, и на партија, и на било што. Друго, што сакам да кажам, Пеперево, да, таму го знам случај и го имам во програмата и можно е да биде меѓу првите проекти кои што ќе го реализира. Веќе сум у преговори со одредени луѓе да може таа депонија да ја снема таму. Се надевам дека ќе биде многу брзо и е погодна за чистење. Што значи дека ја имам во план и ќе биде реализирана. Во дело на учениците, јас со директор бав вчера разговарам кај мене беше кабинетот да малку таму се посвете повеќе внимание на дело на оделенска наставка имат, нели, со класниот раководител, да се разговара на тие теми и веројатно таа недела ќе направиме состанок со учителите во подрачното, мислам во централното во Василево, во Ново Мала. Бееме веќе таму сварно се активирани за пофалба си наставниците, колективот цел се ангажират и се прават многу работи заеднички со самите наставници. Меѓутоа, јас се согласам со това и ето тук се и двајцата директори и јас упатувам апел да се разговара на различни теми на оделенски часови, да не се на празно трошат како оделенски часови, да може да се разговара за било која тема што е општа. Исто како што е и животната средина. Да се направат повеќе акции за собирање и на стакло. Ние се сеќаваме тука сите, вие се сеќавате, и носеме и што се вика и камилица, попадичи, ние што го викаме и стакло, и шина. Значи, не за друго, да може да стекнат учениците навика и да сватат што е целта на това. Не е никој од това да прават профит или било што, туку повеќе учениците да стекнат прво навика, после да сватат што е целта на целата акција. И 20 од 20 да сватат е добро, отколку ичи. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Повеќе. Вака, јас би сакала само да додадам дека во нашето училиште веќе се работи на тоа, буквално на промена на начинот на размислување кај децата и имаме проект, значи се зборува постојано, и имаме еве со новата концепција веќе од 7 оделение, имаме општествено-хуманитарна работа и веќе цело полугодие кај нас, конкретно во 5 оделение во Нова Мала, во централното, се спроведува проект еден за точно за таа селекција на отпадот. И учениците си знаат, си имаат повеќе кантички, си знаат што, каде и, мислам,
тоа е веќе некаков почеток, се надевам. Да, благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, истото ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен. 13 точка. Да, може би да. Благодарам. Четирнаесет точка. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2025 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, исто ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Точка 15. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за уредување на простор за градежно земјиште во руралните подрачја во општина Василево за 2025 година. Дали некој бара збор? Повели Александра. Благодарам. Јас најпрво сакам да прашам дали овие суми се за цели проекти или само за дел од проектите? Благодарам. Не ми сватливо прашам, меѓу тоа е така одговорам. Тие се донесени од претходниот совет за тие проекти што се гледаш тука. Конкретно наведени, не значи дека тие проекти тие суми се постигнати на јавна набавка. Например, ние може да предвидиме и наврно предвидиме повеќе од програмите. Битно е што ќе биде на јавната набавка постигнато на аукцијата како сума. И после вие ги имате тие нели во завршна сметка и во тромесечните извештаи колку е постигнат сумата. Благодарам, граничалник. Дали некој друг бара збор? Повели Александра. Бидејќи станува збор за забелешка на веќе постојачка програма, така? Треба да биде, мислам, потенцирано дали проектите се целосно или делумно завршени и до нив да стои изворот на финансирање. Не ти е јасно, веројатно, ама не е спорно. Вие сте на почеток, чеки се малку. Значи, тука се работи, ако читаш во програмата, се додава нова точка 9 и гласи. Значи, не ги чепкаме до 8 точка. Значи, тоа се е што е било до сега. Значи, ние 9-та ги додаваме. А не дека нешто менаме тие или нови ги гласаме сега. 1, 2, 3 до 8. Тие се биле. И ние... Тие се завршени веќе. Нема врска дали се завршени или не се завршени. Не е спорно. Вие сте нови свети, сега да ви објаснам. Значи, убаво си пише, за измена и дополнување на програма. Измена и дополнување се прави, ако нешто во постоечната програма правиме некоја измена, а ако е дополнување, ја додаваме некоја нова точка. И тука е додадена 9-та точка, која што е намала во претходната програма. А изворот на финансирање не е таа целосната програма. Това е измена и дополнување на програма. Целосната програма е 3 страни, може 2. Значи, чим се прави измени и дополнувања, само се пише измената и дополнувањето. Иначе, како програма е повеќе и нормално е това. Това ќе го има ние многу често. Мислам, убаво би било да ги гледат и претходните седници како е функционирало това. Значи, не може ние да даваме цела програма, те не ја освојаме. Сега на наредната седница, веројатно, и така е плано, ќе имаме новите програми за 26-та, дека што ќе се целосно сите програми. А ние како советници дали имаме право на увид на финансиските пресметки? Си. На финансите? Да. Това не знам дали имате. Меѓутоа, тоа го има јавни финанси, објавено на интернет. Таму има секој увид. Сега ти гледам кога ти тенденцията, ама нема ништо с това врска, што ти го мислиш. Това е съвсем друго нещо тук. Не е спорно. Благодарам. Да ти отговорам. Това е съвсем нещо друго сега. Дали некој друг бара збор?
Доколку никой не бара збор, Само, председател, ги извини. повели граничалник. Значи това си го има в програмите целостните. От ДЕК са средства, от ДЕК идат, ДЕК одат. Това си всекаква програма, как ги го усвояме на 26-та наредната седмица. Там ги има сите програми за работа за едната година. А тая е за 25-та и тук правим измени. И наредни ще ги усвояме 20 за 26-та, от теко на годината. А дай Боже да има нови средства, нови проекти, ги менаме програмите 100 пъти, ако трябва. Не. Благодаря. Благодаря. Дали некој друг бара збор? Повели? Точка брой 7. Изградба на одводен канал во населено место Владици. Тоа нели беше ветувано во првиот мандат на градоначалникот? Ама и на тебе не ти е ясно. Значи, Нема и ясно, за това се питуваме, да. Ама не, тази седмица, тази програма от предходния совет и е за 25-та, как ще гледат, а 25-та не е завършена. И ще значи, баш как ще го поставаш прашено, баш така и отговор. Ти сам си отговаряш. Точно е ветувана и от 25-та е програмата. Да, благодаря. Ке дойде 26-та, тогава ги гледаме. Това ке е наредна седмица. Благодаря, граничалник. Дали некој друг бара збор? Повели Орц. У ППР знаеш, че има ударни места, кои сега моментално не наликуват абсолютно на нищо. Знаеш, от тук църквата, taj дел, що е тамука, значи ствара една не добра слика, а кај нас ние сме сега, например, земеделски крај, што ни идат луѓе од сегде со камиони и со такво, значи или да биде нека како паркиралиште или како нешто друго да се уреде малку тај простор. За кај Ашико тамука, за това. Това место са, ако си приметил, сигурно си удил на така, това е жива катастрофа и не е добро. Това иде едно централно подрачие у ППР. Може да се употреба било как за паркинг, за църква, друго, трето, значи може да се направи некаква по-друга реконструкция на това. Не мора да биде нещо, извини, стратешка инвестиция, него само малко да се уреде, само малко да се уреде. Не е добро, я сега да поминете, да видите каква е сликата, дюбрина со приколици, значи страшна работа. Ние аз ќе се трудам колко ще можем со моите влияние, значи руралните средини да ги претвараме, да наликуват малко и като ще кажа градоначалнико, веќе сме населени места, значи спаѓаме у по-добра категорија на инфраструктурни подрачја, што ни треба сега подобрување на паркови, патишта, осветлување, спортски објекти, култура. Културата, аз мислам, извини се малко, може ќе се отдалечим, не много, да ga вметнем од некаква точка за развој на младите да припаѓат. Не мора да биде само спорт, може некој на културен начин, например, друштва, играорни или било што, нека културните домове малко и преди ќе спомнах, значи да ги чуваме малко. Културните домови не за приватни забави, него за културни забави. Значи тука нещо да направим една компарација, да ги одржаваме и да ги работиме. Знаеш ти уз невладиниот сектор кај беше салата стана гланц. Ајде, после со други работи почнаа саатове да уведуват друго и салата 100. Пред сите, јас и може некој пат да направим една кафе, пријем тамука, да видите како беше и шо е сега, оти ни искуба и интернет, всичко ни такво да заживее малко. И јас тај простор, јас сега пред сите вас ќе сакам да го оставам, например, младите кај што се активираа ППР за фудбалу, нека го користат, нека го одржава децата. Значи, ништо спорно, това не е на това сдружение, това е на сите граѓани на Пиперево, например, чим спаѓа у Пиперево. Значи, околу тия работи малко да ги подобраме квалитетто за живеење. Благодаря. Повели Граничалник. Благодаря. Значи, така сега малко вие сте нови, морам аз да ви кажем, ако сакате, прифатейте, ама малко точките трябва да ги гледаме, да не е само Милито бе прекинува, да викате, не сте во дело на точката, що е на дневен ред. Мора да бидеме малко по-концизни. Да, се отдалечим от темата и сега седмиците ќе траят много длъго. Не да съм аз против да траят длъго, мен ми е по-добро да разговаряме. Меги това мора да бидеме по-конкретни. Точката е, пак ќе кажем, и Александър Истолито, защото него, мислям, ќе трябва да го сватат, само да кажем, значи, това е за 25-та и е измена само за дело на 9-та точка. Тая дискусия ще го правят и троицата, ќе биде за едната седмица, иста таква програма, нова за 26-та. Това сакам да ви го кажем. Исто тия идеи си ги чувате и убаво е да ги презентирате на наредната седмица. Тогаш ще правим и дали трябва нещо да се мене, да се додава. Сега е само за 9-та точка. И до душа малко е направено по-транспарентно от администрацията. Иначе, ако гледате и в парламенту бил, дека може да напише, во член 2 се додава нова точка 9, коя гласи, без тия първите осо. И аз како правник, например, съм пишал така по-рано. Сега е напишено цел член е напишен, за да бидете оттек.
Иначе може да ви напише член, точка 9 да ви я напише како гласи и толкова. Не е спорно, ние сме тук да разговаряме. И аз съм ви на разполагане, бидейки стварно имам изкуство от 2009 съм особата како правник и предходни условия знаят и било е все транспарентно, сме се договаряли, разговаряли и така нататък. Благодаря. Благодарам, граничалник. Дали некој друг ба разбор? Доколку никој не ба разбор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоено. 16 точка. Предлог програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2025-2026 година во зимски услови. Дали некој ба разбор? Повели Орце. Со некаква дополнување и во летни услови, Миле. Значи, ние тука тај простор од Добрејци према Пиперево ни малку подзагрозувачки устијат дрвата тамука. Јас со граничалник оддамна преговориме за тие работи. Значи, идат ни камионе од, знаеш барам ти, од сегде, од Русија, од Украини, по роби, возат по 200.000 евра камионе да ги дрпат таму од тие гранки. Ако треба да направиме заедничка нека комисија за, кажи го Струмица испаѓа под мислам Добрејци под Струмица, да направиме една комисија или има инспекција за патишта. Значи да дојде да го констатира това и плюс се ризици веќе, постојат ризици од тие делове таму. И на разминување, значи ако не се отстранеш и да знаеме оти постојаме, јас кажах некак се осеќам другше малку и срамно оти идат луѓе од сегде од светот на пример по роба да товарат. Товара роба, ние оставаме лоша слика, например, према текото. Толку. Благодарам. Не бе. Говориш после на двојцата, благодарам. Значи, това ще го кажа Милто е точно, значи веќе аз им кажах и на него и на другите, нели, а и на тебе нема врска. Кој да е, кој сака таму да ги изкастрате, ние ќе си плата општината. Не е спорно, договор си направим на дело. Знам го проблем по-отдамна и предходниот мандат успеаваме со тај човек да подпише согласно. Сега сме направих едно соглас, подпиша го човеко и знам го проблема, голем е, стварно идат камиони од цела Европа таму и правят проблеми на Церада и на Билушо, не дай Боже се обърне некој. Значи од нашата страна, да не кажем, тај изминат месец се правеше напор од тај дел и човек што го нагласи и Милто е ангажиран това да го заврши. Само ќе треба асистенција малку од комуналното и мислам дека во догледно време ќе биде завршено това, бидејќи нема да има потреба од патна инспекција, бидејќи това го решиме уште предходниот мандат со подпишување на соглас од странката на која што место се израснати дрвета. Така ќе го решиме това, значи брзо време, да. Благодарам, граничалник. Дали некој друг ба разбор? Доколку не ба разбор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен. 17 точка. Предлог. Одлука за избор на член на Совет на општина Василево, кој ќе учествува во процес на одлучување за прашање на конфликт на интереси на граничалникот на Василево. Дали некој ба разбор? Доколку никој не ба разбор, исто ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен. 18 точка. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Основното училиште Гоце Делчев Василево. Дали некој ба разбор? Повели Војче. Благодарам. По претходното барање за финансиски средства поднесено од Основно општинско училиште Гоце Делчев Василево, предлагам да и се усвои финансиски средства во сума од 20.000 денари или поединечно на двата професори по 10.000 денари. Благодарам. Повели граничалник. Благодарам председателя, советници. Значи се однесува за барање кој што беше од моја страна ветувано уште пред да почнат изборите, меѓутоа ради изборни процес не можеме да одржиме нели седница
се работи за 20 учители кои што имат постигнат успех со нивните ученици на државен надпревар и мислам дека од ваша и од моја страна е добро да им ги доделиме тие средства, бидејќи постигнаа прва и втора награда на државен надпревар. Сумата е разговарана со нив, директно договорена, што значи сега треба да им се раздолжиме. Имаме прекин ради изборниот процес, како што кажах претходно, и на оваа прва седница, што се вика после конститутивната, веднаш ќе ставиме на дневен ред и се надевам дека ќе ја изгласите. Значи се работи за по 10.000 на 20. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг ба разбор? Доколку никој не ба разбор, иста е ставам на гласување. Кој е за? Едногласно усвоен. 19 точка. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Боби Георгиев од село Градашорци. Дали некој ба разбор? Повели Бојче. Благодарам. По основа на ово барање исто така предлагам да му се усвојат финансиски средства во сума од 10.000 денари на Боби Георгиев од Градашорци. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Повели Стојан. Благодарам, председател. И јас како што знам, нашата општина е должна околу 2 милиони евра, што значи тоа на 10.000 жители, секој од нас е должен и најмалото дете още не родено по 200 евра. А ние, како што знам, веќе они имат направено и мени со карта, со влезница за сточарска вечер. Ма јас мислам, не знам точно колку, никој мислам од вас не знае колку сточари има во општина Василево и дали е исплатливо тоа. И они имат карти, имат веќе финански средства, а ние доделуваме плюс 10.000 денари. На кој начин планираме, градоначалник, да се подраздолжи општината барем 500.000 во вашиот мандат? Како што знаеме дека сме толку должни. И на кој начин ги даваме финанските средства? Дали има некој критериум, по кој основ за финански средства? Да, на секој му битни парите, ама тие што ги имат тука наведено барање за финански средства, мислам дека ние како совет треба да не ги прифаќаме ако сакаме општината да се подраздолжи. Благодарам. Благодарам. Повели градоначалник. Благодарам, председателе. Значи, општината е должна. Това е факт и е кажано и предходно, мислам, пред неколку минути го кажах. И не е спорно, тоа е континуиран процес од 2017 до денеска. Само едно ќе ви кажам, за да биде мој одговор за сите идни прашања и констатации, и в кампањата го разговарах това со опозицијата. Значи, сега ќе ви кажем еден пример, како не можеме да ја раздужиме брзо општината. Јас имам блокада од фирма, тоа е јавно, може и да ја кажем, Варда Гави, нели, Интерметал, 600.000 денари од претходниот градоначалник. И на 600.000 денари јас да ги вратам, колку беше од прилика? 400 или да не и толку. Исто колку што е долго е камата, нотарски, адвокатски трошци. Колку е тешко да го вратиш долго. Тоа е сликата и документите треба ќе ви доставам. Значи, јас тие 600.000 денара, што ги плаќам за камата, за адвокатски и за нотарски трошци, ќе го раздолжав долго од 600.000, сум збирал пари на Интерметал да му раздолжам, ама 600.000 и друга фирма ќе раздолжаваме. И затоа, кога ќе се направа веќе блокади од одредени фирми на општината, исто е како и домакинствата и физички, нема разлика. Тешко се излева од това. Това е круг. И тука е проблемот на раздолжувањето. И затоа некаде може и да се покача задолжувањето, не е това покачено задолжување. Како и пресметаш колку плаќаме ние нотарски и камати, има таму затезна, до пресметка, една купа, може да ви го доставам това да го видите. Фактички, ние не мало да го качаме долго, ако не сме и плаќале тие сите трошоци. Значи, замислете, на 600.000, скоро 600 плаќаме трошоци и за да ја раздужаме општината, имаме ние план, ќе го кажем на наредната седница, веројатно, за да не требат огромни суми, некој го направил белята пред нас и сега ние плаќаме камати, нотари и адвокати, значи
може една пресметка да ви покажем да видите що значи, да не говорим на памет да мислите как философирам. Нещо страшно. Исто е како секој граѓани ка оде на извршител. Значи не може да си платаме ние прво тие трошоци, па да дојдеме до главниот долг. Сега замислете, имаме наред 10 милионско извршување. Почна од минатиот месец. Овој на 600.600 скоро взима трошоци. Кажете ми на 10 милиона колку се трошоците. Тука е направено најголемото зло дело на нашата општина, кога е блокирана сметката од страна на тие фирми, кои што требало да се разговара веројатно со тих. Јас од 40 години некој пат може да ви ги извадаме тие, малку треба работа повеќе да видите колку има платни само камати, трошоци. Со тие пари општината ќе била сигурно под примениот долг што сум го имал 21 година. Целата работа е што ние се вртаме округ кога сме должни. Исто е за сите, значи и фирма, и општина, и физичко лице. Ако сакаме да ги гледаме реална работа, ако не, може да продаваме политика колку сакаме. Сега, моята интенција е, ако можеме нещо да открием, у наредниот период со тие фирми да се повикат, да се откажат од каматите од тие трошици, нормално нотаро извршител нема да се откаже. Меѓутоа да можеме они да не ги земат каматите. Ако не ги земат, многу ќе не улесна. Јас ако на 600.000, на 10 милион колку ќе? Сигурно ќе е 5 милиона, или не знам колку ќе е там, 3. Ај 3 нека е. Со тие 3 милиона ќе раздужам друг. И зашо на нас не се покачува и пак го држам одредно ниво това покачувањето. Ама тие 3 милиона ќе сум раздужил нещо што право, а не да давам на нотари, на извршители, на камати до камата и разни идат там по секакви основи. Страшно нещо. Не е ни за гледане. Така да сагам да кажем таа е целта. Сега, отделно на това што е прашањето конкретно за тие финансиски помощи. Јас се согласувам дека треба да има одредена граница на кој што му треба, това е наша одлука тука ние советниците. Меѓутоа ние има и програма кој што е и наредниот совет ќе усвојаме за додуваме такви средства. Многу од градоначалниците пред мене нетранспарентно го донесува само програмата и врз основа на програмата, без да ги става тие на дневен ред сега што се ставани, со решение на градоначалник ги подпишува и ги дава. Имам го јас това право. Меѓутоа и претходниот состав на совето и сегашниот како што гледате, јас дополнително ги ставам секој барање на седница на совето, вие да одлучите, заедно да одлучаме, да биде транспарентно. Од това по-голема транспарентност не постои. Ако ја усвоиме идниот совет програмата за додување на финансиски средства, јас можам како градоначалник да не ги поставам тие точки на седница на совет, туку само со моје решение и да им доделам. Така се правили Иванчо и Маријан. Кај мене не е така, од аспект на почит према вас како советници и актуелни и предходни и ради транспарентност. Јас мислам дека така треба да функционира и това го обеќаваме. Значи многу е лесно да, ако сметаме да правиме по закон, па е по закон. Не е спорно. Меѓутоа имаше некои совети в предходен состав научени од това, неколку повтор мандат човек, вика, зашо ги ставате градоначалник пак на дневен ред? Ги ставам ради транспарентност и да може сите да ги видам. На некој мора да дава. Дужни сме, не сме дужни, не е спор. Меѓутоа таа општина постои за них. Боби Георгиев е да кажеме данъчен връзник и општина Василево исто. И наредни што идат тука, не е спорно. Некој што пред нас не га мислил, не можеме да ги осудиме сите граѓани. Со това сигурно нема да раздужиме општината. По пример што го кажах на Интерметал, ако само да кажем, на Интерметал не е малечок пример. Значи не е само Интерметал. Не е само Интер. Има много како Интерметал и много по-големи суми. Точно. Извини. Јас га кажах, не ми паги узбор, са не тупаднах. Значи сакам да кажам. Таа е редоследот, таа е матрицата на съда. Добро, благодарам. Само на... дали ќе некој одобрите, вие одлучувате, советници, не јас. Не, види, со нашето мнозинство ние не може да одлучуваме тука за барем финансиска поддршка, може само да бидам воздржани. Така друго, вие што кажавате дека во претходниот мандат за општината задолжена, знаете ги вие убаво последните ваши седници од претходниот мандат, колку беше на седница донацијата на финансиски средства. Значи, имаше последните 10 седмици по 100-150 денари донации со финансиски средства од 30-40-50 денари, предложени од председателот. Може слободно ги има на страната, да, може сите да ги разгледат. На тај начин ние ако тераме така, ако не не ставате на нешто крај да кажете, другари, на тај начин не може да функционираме бидејќи општината е блокирана, само ќе влеземе во дупка. Вие имате големо искуство, јас немам никакво искуство.
ама мора да става нешто крај. Да, Боби плаќа данок, ама не е само Боби. Тук има многу што плаќа данок. И сега ние ќе поднесеме сите барања, утре ќе имаме, нек ни имаме прослава во Требичино, треба да поднесеме барања за финански средства, за патни трошкови. Благодарам. Благодарам, повели Гранчал. Значи така, не, да не ме свати, значи некој Боби така ќе добие, друг ќе добие асфалт, друг ќе добие спортска сала, друг ќе добие канализација. На различни начини се добива, това се враќа, не е спорно. Не. Боби лани, например, сега ќе ви кажам, го одбија совото. Имаше поднесено. Да не се разберем грешка. Таа се одржува повеќе години, не е спорно. Ние лани го одбија претходниот совет и сега малку искрено на нас не стана, на мене конкретно, од нашата општина, а се организира од сите општини. Това е, мислам, Монализа ќе, јас сега точно не знам, човек дојде и јас бех на одене на врата се видеам што се вика. И сега искрено ми стана малку неубаво, сите општини ќе дадат, Василево лани не даде, правили се го таму мавето. Сепак е ваша одлука. Јас нели не навлевам од това, од тај дел. Меѓутоа мислам дека не се големи средства за една организација како што е утре ќе има може и други такви слични. Това не е само на Боби. Това е реално човек кој е излео сусрето. И па не е некој што не држи стока. Може он е еден од најголемите што држи стока во нашата општина. Вашо е, пак ќе кажам. Не е това тука да заштедаме 10.000 на това средство. Ние имаме, треба да имаме план, сега ајде ќе почнем да открием чим така говорат. Ние треба индустријски зони да правиме. За да раздолжиме општо, треба други методи да употребаме. Не викам јас дека секој денар не е битен, фала Богу, това да не се разбереме грешка. Битен е да не го разфрляме дека што не треба. Това да. Ама јас според барен како што гледам, сметам јас дека треба се даде. А вие как ќе одлучите е ваше право. Оти таму се сите општини. Сите ќе дадат. И лани се дадели, само Василево не даде лани. Благодарам. Сите општини ќе работат на друг начин. Ние сме Василево и мислам дека сме најздолжена општина од сите општини тука во нашиот регион. Да. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Повели Војче. Благодарам. Почитувам колега, мислам оти, како што кажа градоначалник Славе, предходното недомакинско работење на вашиот, мислам градоначалник од вашата партија Маријан Јанев, мислам оти не треба да биде пречка уеднина за да не ги поддржиме организаторите поготово од таа дејност со сточарството, како на пример Боби, што е многу ретка моментално и гледам оти и фали на Македонија. Не гледам препрека зашто да не го поддржиме. Плюс со символични средства од 10.000 денара. Това е моето. Благодарам, Војче. Дали некој друг ба разбор? Повели Стојан. Колега, не е некоја голема сума, ама во текот на целиот мандат, наш мандат, ќе се зберат многу такви средства што ќе откинуваат расход. Не викам јас оти детето не е заслужено да му се дават 10.000 денара и како што кажа претходниот градоначалник 2017-2021 година, општината беше едно задолжување, а сега општината е друго задолжување. Може да има повеќе направено, ама имаш увид на тоа, може да се проверите колку е било Маријан, колку е оставил, сега колку општината е задолжена. Благодарам. Благодарам. Повели Гранчал. Значи това е, кажа го од моето предходно. Значи пример со интерметел не е случајно. Значи ако продолжите ќе извадаме многу други примери. Меѓутоа мислам дека да не влеме, не е кампања, не е да работаме сите колку што можеме да извадаме на прав пат општината. Има. Не, нема врска. Добро, нема врска, има си. Не е спорно. Мабето е дека мора да работиме сите да биде по-добро. Иначе политика го бистраме, имаше време кога това да го бистраме. Да, сега веќе не е кампања. Благодарам. Благодарам, гранчалник. Дали некој друг ба разбор? Јас мислам за развој на одредени организации на ниво на општина Василево ни се потребни такви, кажи го, и манифестации и учество, поготово и што кажа Војчето, кажи го, име сточарска вечер, што тука многу народ се занимава. Ние сме претежно земјоделски крај. И тие работи треба, јас мислам, што водах и невладен сектор, ми се многу јасни и треба да ги поддржаваме и да даваме мотивација за наредните генерации да го работат това. Благодарам. Благодарам, Марцо. Дали некој друг ба разбор? Доколку никој не ба разбор, исто јас ставам на гласање. Кој е за? 11 за,
12 за. Против? Воздржани? Троица. Со 12 за, троица воздржани, сметам дека точка 19 се усвојува. Точка 20. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Кикбокс клуб К1 Арена Рашо Струмица. Дали некој бара збор? Повели Војче. Благодарам. По претходно барање за финансиски средства поднесено од Кикбокс клуб К1 Арена Рашо Струмица, предлагам на барателот да му се усвои сума од 120.000 денари. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, сте ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоено. Точка 21. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Зоран Костадинов од Василево. Дали некој бара збор? Повели Војче. Благодарам. Исто така и по оваа точка предлагам на барателот Зоран Костадинов да му се усвои финансиски средства во сума од 10.000 денари. Благодарам. Добро. Благодарам. Јас барам збор. Јас предлагам 20.000. Јас барам збор. Јас предлагам 40.000. Благодарам. На лицитација. Може на лицитација. Колеш предложите 60. Јас предлагам 40.000 денари. На Зоран Костадинов од Василево. 40.000. Дали некој друг бара збор? Предлогот на Таип Демиров за 20.000 динара го ставам на гласање. Кој е за? Со 14. Нема 14, 12. Ние сме 30 против. Никому на наши ќе гласам на 40. Алесандра гласи. Гласили? Океј, ја го гласи. Со 14 за. Против? Воздржан? Со 14 за се освојува. 12 гласа друго. Глупости не видам. Точка 22. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Крсте Трајковски од Добршинци. Дали некој бара збор? Повели Војче. Благодарам. По претходното барање за финансиски средства поднесено од Крсте Трајковски од Добршинци, предлагам да му се усвојат финансиски средства во сума од 25.000 денари. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, сте ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен. Дополнителни точки. Прва точка: измена и дополнување на буџетот на општина Василево за 2025 година. Дали некој бара збор? Повели. Добар ден на сите. Јас сум Габриела Ефтимова, раководител на оделение на финансии во општина Василево. Пред се честитки за мандатите на сите советници. Се надевам на конструктивна работа. Одејќи соработуваме, значи измената и дополнувањето на буџетот на општина Василево за 2025 година, законска обврска имаме до 15 ноември да донесеме измена и дополнување. Пред се ребалансот на општина Василево го носиме заради побарање на образованието, значи на двете основни училишта и градинката, кои значи имаат одредени суми кои што треба да бидат искористени за да може да функционираме до завршетокот на 2025 година. Сумата на основниот буџет значи останува иста и со ребалансот имаме некои мали ситни измени во текот на ставките, но меѓутоа пред се однесува за градинката и за основните образованија за да можат до крајот на годината да земат плата. Мислам да имаме суми за ставки на расходните конта за да можат да ги извршуваме успешно трансферите до крајот на годината. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор?
Доколко никой не бара збор, точка 23 я ставам на гласане. Кой е за? 12 за. Против? Воздржани? Троица. Со ова сметам дека точка 23 е усвоена. Точка 24. Предлог програма за измени и допълнение на програмата за локален економски развой на подрачието на община Василево за 2025 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, исто ја ставам на гласање. Кој е за? 13 за. Само може ли малко? Аз, извини малко, што председател не се за збор. Значи тука се работи за точка која што треба сите советници да ја поддржите. Оти се работи за наши ученици во Нова Мала, дека што ќе бидат набавени од страна на општина Василево за 2 училници нови столчина. Така да секој не поддржување на точката стварно е некоректно спрема нашите деца. Благодарам. Благодарам, Павле Александр. Председателя, ако може вака допълнително материала да не бидат дадени пред време, оти ние ги добиваме 5 минути пред да почне состанок, ако ние не знаеме дали столчиња треба да се набавува или што. Благодарам. Благодарам. Сте ви ги, не ли ги сте? Ајде, ще наши стави. Не е ставам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 24 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоен. Гласи е, сега ми текне. Толку не. Со ова констатирам дека втората седница е завршена. Само малко пред да. Чисто това е вон седницата. Во недела ќе биде празијата. Јас очекувам да бидете сите советници присутни, поканеците од моја страна. Нели кажуваме, па без разлика на партиска припадност и да бидете напред во првите редови. Дека што ќе бидат сите советници. Значи и ВМРО и СДСМ издам. Уште еднаш очекувам да бидете присутни, ќе има соодветно место според протоколу за вас како советници сите. Доколку се случи да бидат поканети на бината, нели сите да се качите, ќе биде известени исто и од сите политички партии, за да нема подоба, како што ми се столите дека и мало подоба за селфито. Значи мене ме повика момин да се сликаме. Ако ти ме повикаш сега, пак се сликаме с вас троицата, не е само да се докажем. Така да нема никаква подоба, ние и мало. Тие што ме знаат мене, не правам подоба. Што ме познават. Така да исто и за празијата, уште еднаш ќе ве повикам да бидат сите присутни и заедно да го прославаме денот на што една од ретките манифестации што ги има општината е востановено уште далечните 2006 која е там 7 година. Благодарам. Само повели. Значи аз да ве замолим на сите советници кои нема доставено сметки и лични карти, значи копии од сметки и лични карти оделениот за финансии да доставите. Не, ќе го пита градоначалник дали плата на советници ќе оде на